Молите да го честитам големиот православен христијански празник Божик на сите верници, да им посакам многу здравје пред се, да бидеме повеќе среќни, да има многу љубов, да се почитуваме, вреднуваме, затоа што мислам дека некако како тоа да ни недостасува во изминатиот период. А воедно на сите граѓани, без разлика дали се православни христијани, кои што се наши сограѓани, да им посакам мир, многу љубов, исто така многу почитување и здравје и среќа, затоа што здрав и среќен човек е мотивиран човек и може да направи она кое што цени и негова амбиција да го направи. Наистина ова се денови кога треба да се обединиме без разлика на нашите, би рекол, политички разлики. Ова се денови кога треба да упатиме порака на обединување, на заедништво. Тоа ни е потребно, ние сме мал народ, ние сме мала држава и треба да се почитуваме затоа што само обединети и доколку се почитуваме и стигнеме до нашата цел, а тоа е да не ни се случуваат неубави работи, да не ни се празни државата, младите да не останат тука, Македонија да се развива онака како што и доликува, онака како што треба да се развива, а тоа е како една модерна европска држава која што ќе биде почитувана од сите и сакана од сите нејзини граѓани. Ви благодарам. Кој имате прашање, повелете. Во контекст на обединувањето ќе прифатите ли уставни измени? Едно од големите прашања во последниот период. Тоа не е обединување, тоа е предавство. И тоа требаше некој да го мисли пред да го договара. Затоа што ние не излеговме на избори, ветувајќи им на граѓаните променен устав. Не излеговме на избори, ветувајќи им на граѓаните потпишување на капитулација и предавство. Тој што тоа го потпишуваше треба да знае дека нема услови тоа да го испорача. И тоа е токму еден од оние моменти кои што внесуваат раздор помеѓу македонскиот народ, но македонскиот народ е, би рекол, мудар народ и кога ќе го погледате сите мерења на јавното мислење, ќе гледате дека огромно мнозинство, повеќе од 3/4 се противат на таквиот чин. Тоа што јас како човек можам да го кажам е да бидеме честни и да се обединиме околу честноста кон граѓаните кои што ќе рефлектираме. А за тоа ни се потребни брзи предвремени парламентарни избори на кои што секој од нас ќе излезе со своја програма, ќе излезе со свој начин на решавање на овој проблем, па граѓаните се тие кои што се суверен, тие нека одлучат како ќе го решат. Сега проблемот го имаме, ни го донесува оваа влада на ДУИ и СДСМ и ние се треба да го решаваме тој проблем ако сакаме да одиме напред, да обезбедиме онаква држава каква што заслужуваат нашите граѓани. Значи, ВМРО ДПМН во новата година останува на барањето за предвремени парламентарни избори. Апсолутно. Не се менува тоа барање, апсолутно. Предвремени парламентарни избори се потребни за да може да тргне Македонија напред. Затоа велам да се обединиме околу тоа и да излеземе сите заедно да поддржиме предвремени парламентарни избори, кои што ќе се случат најдосна со средината или втората половина на мај месец ова. Што ќе правите во врска со пресудите на седиштето на ВМРО ДПМН? Не знам за кои пресуди зборувате, но За тие за кои што вие зборувате во интервјуто во вечер. Пресудата не е правосилна. Откако ќе стане правосилна пресудата, ВМРО ДПМН ќе продолжи да бара правдата, се додека правдата не биде задоволена. А оваков криминален, би рекол, и партиски октриран суд во прв степен донесе пресуда која што ќе се изучува во учебниците на право како не треба да се суди и како судат партиски октрирани суди, а како обвинуваат партиски октрирани обвинители. Благодарам. Кога пратеници на ВМРО ДПМН се можни слушате кога видите дека сакаат нови избори и видете, огромно мнозинство од пратениците на СДСМ и ДУИ рефлектираат позиција дека сакаат да има предвремени парламентарни избори да дојде крајот на оваа влада. Имајќи го предвид карактер на ДУИ на СДСМ, имајќи предвид токму она што сега го зборува, фактурираното обвинителство, присуство и методите на кои што се спремни за да ги задржат фотелите, јас не би одел понатаму со имења, затоа што ценам дека ова што нас не охрабрува нивните позиции за предвремени парламентарни избори ќе додржа до крај и кон крајот на јануари месец, најдосна почетокот на февруари ќе изгласаме распуштање на парламентот, средината на февруари формирање на техничка влада и избори таму некаде втората половина на мај. Да, благодарам. Благодарам, убав ден, среќни празници.